Ничката група на ВМРО ДПМН до власта, односно до предлагачите Зоран Заев и Мила Царовска, прашува, односно пишува дали термините мајка и татко се менуваат со родител 1, родител 2, што сушност пак предизвика лавина реакции, бидејќи во Македонија и ретко се читаат текстови, најмногу се читаат насловите. Не се да расчистиме за тоа каков е законот, наша гостинка е Драгана Драндареска од мрежата за заштита од дискриминација. Добре дојдовте. Ви благодарам на поканата. Исклучително е важно да ги објасниме овие прашања, затоа што очигледно повеќе има неточни вести кои што луѓето како што гледаме веруваат. Добро, ние сме нација склона да верува во лажни вести, несомнено можеби и не им била намерата на опозицијската партија тоа да прерасне во лажна вест, меѓутоа ете некој почна па се шири тоа. Да. А во својата реакција ВМРО ДПМН пред се сака СДСМ да објасни што значи терминот родов идентитет и прашува нели дали ќе се менува во законот, дали ќе се менуваат одредниците мајка и татко со родител 1, родител 2. При тоа што е многу интересно во таа своја реакција оттаму бараат дека треба да се земе в предвид ставовите на МПЦ, на католичката црква, на ИВЗ, на еврејската заедница, а Македонија е секуларна држава. Да. Каков е, што содржи законот? Законот не содржи ниту една одредба која што зборува за тоа дека ќе се менува бракот или пак ќе се дозволи брак или регистрирано партнерство или каква било заедница на луѓето за истополовите двојки. Таква работа нема во законот. Значи зборуваме за закон за заштита од дискриминација. Овој закон ги штити граѓаните од дискриминација, сите граѓани. Ги штити ромите, ги штити луѓето со попреченост, ги штити сиромашните, штити од дискриминација врз основа на политичко уверување, меѓутоа штити од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. Впрочем, вметнувањето на сексуалната ориентација и родов идентитет беше клучно барање на Европската унија, бидејќи претходното законско решение беше оценето дека доволно не ги исполнува стандардите на европското право, затоа што ЛГБТ луѓето не беа експлицитно заштитени од дискриминација. Законот значи дека сите граѓани, без разлика на кој пол припаѓаат, без разлика на кој етникум припаѓаат, без разлика дали се ЛГБТ или не се ЛГБТ, ќе бидат заштитени од дискриминација. Тоа значи дека кафулињата не смеат да одбијат некого затоа што е ром. Тоа значи дека во пристапот до здравствени услуги болниците не смеат да те одбијат ако си транс или не си транс. Едноставно една генерална заштита од дискриминација за сите граѓани. Драгана, ако ги тргнеме настрана овие политички, можеби, се сведе и партиски препукувања, вие како невладени организации, всушност и пред целата оваа фама што се крена долги години наназад, партиципирате, се обидувате да се поправат состојбите со дискриминацијата на ниво на цела држава и овој всушност трукањето на предлог законот не е ништо ново за волја на вистината. Вчера исто така беше важно што дури стотина невладени организации се собравте, одржавте и како мини протест, меѓутоа и пресконференции пред собранието на Република Македонија, се со цел за можеби на некој начин да се изврши своевиден притисок, бидејќи за волја на вистината доста долго е заглавен овој предлог закон во собраниските процедури па и лавиринти. Каков ти е впечатокот од сега еве ден потоа? Успеавте ли можеби да извршите притисок и некако да извлијаете? Има ли некакви реакции од институциите? Па со оглед на тоа дека нели излезе и претеничката шахпаска вчера со пресконференција и најави дека законот ќе биде донесен до средина на март. Меѓутоа сепак ова останува ние будно да го следиме, бидејќи законот влезе во собраниска процедура во јули 2018 година. Тогаш ветувањето беше дека до крај на лето ќе се донесе. После ветувањето беше дека до крај на септември, па ветувањето беше до крај на година, па до крај на јануари. Сега е средина на март, така што почеток на март. Ветувањето е до средина на март, дека ќе се донесе, така што ние нормално веруваме, го поздравуваме
ја поздравуваме заложбата, меѓутоа останува допрва да следиме. Она што исто така, е важно е дека овој закон, донесувањето на овој закон, процесот на подготовка на законот почна во 2016 година, кога Министерството беше раководено од страна на тогашната владеачка партија ВМРО-ДПМНЕ. И самите они прифатија сексуална ориентација и родов идентитет во законот, а од друга страна гласаа за сексуална ориентација и родов идентитет во законот за аудиовизуелни медиумски услуги. Така што ВМРО-ДПМНЕ дефинитивно не може да кажат дека не знаат што е родов идентитет, бидејќи го поддржале истото во друг закон. Зошто во суштина се проблематизира овој термин родов идентитет? Јас мислам дека што е родовиот идентитет? Родовиот идентитет, нели, сексуалната ориентација е одговор на прашањето во кого се заљубуваме, а родовиот идентитет е како се чувствуваме себе си. Дали се чувствуваме како жени, дали се чувствуваме како мажи или нешто измеѓу. Нели, луѓето можат да бидат цисродови. Јас сум цисродова жена, например. Може да бидат трансродови, тоа се луѓе кај што чии родов идентитет не се совпаѓа со полот при раѓање. Така што законот го штити родовиот идентитет и на ние што сме цисродови. Односно го штити и родовиот идентитет на Владко Ѓорчев, што е цисродов маж. И вика дека не треба да се даде, например, приоритет на привработување на трансродово лице наспроти цисродово. Само уште малку да ги расчистиме она всушност со што го започнавме разговорот, целата таа фама околу родител А, родител Б или како што знаат да кажат родител 1, родител 2. Разграничивме и од Министерството потврди, еве и вие како навладени кои што партиципиравте во предлог законот, дека не постои такво нешто. Меѓутоа, од каде потребата и зошто токму, еве народски кажано, се фативме, односно опозицијата конкретно, се фати во јавноста на некој начин да се спинува оваа работа, конкретно токму само за родител А и родител Б на сметка на тоа дека ќе се бришат термините мајка и татко. Такво нешто нема во законот. Родителството, семејството, бракот се уредува со закон за семејство. Во претходниот, тоест во постоечкиот важечки закон за спречување и заштита од дискриминација, постои дефиниција за брак. Истата е на ниво на исклучок од дискриминација. Ова беше исто така решение што беше критикувано и од страна на граѓанските организации, меѓутоа и од страна на Советот на Европа, од страна на Европската унија. Затоа што самиот закон не преsoдржи ваква одредба. Од друга страна, дефинирањето на брак во закон за недискриминација е исто како да дефинирате брак во закон за животна средина, например. Ова не е материја, законот за недискриминација едноставно не ги уредува овие односи. Така што нема потреба во законот да стои дефиницијата. Се постојат закони кои што уредуваат и тие, како што кажа Министерството, не се најавуваат. Проблемот испадна, нели, ВМРО-ДПМНЕ го прати тоа соопштение, јас не верувам дека тоа е нели наивно пратено од нивна страна, за потоа медиуми кои што се раководени од луѓе што се блиски до партијата да ја извртат ситуацијата и да продуцираат наслови од типот ќе се менува мајка и татко, повеќе нема да постои. Од друга страна и да погледнеме генерално масовната хистерија околу ова прашање. Значи, име на родител и старател и денес постои во различни формулари во различни министерства. Некаде постои, нели, мајка, татко, меѓутоа во графата на во образование пишува име на родител старател. Така што навистина ова е прашање на манипулација, пропаганда едноставно. Пропаганда која што се спроведува, за жал, на грбот на една маргинализирана заедница, која што благодарение на ваква пропаганда трпи предрасуди, трпи омраза, трпи кривични дела од омраза и трпи исклучување од општеството. Колку што можам да забележам, оваа реакција на претеничката група на ВМРО ДПМНЕ го поврзува законот индиректно со образованието, па оттаму прашуваат како овој закон ќе влијае врз наставните содржини во основното образование, односно што е она што децата ќе учат. Што се менува од овој закон со она што децата во иднина ќе го учат? Овој закон сам по себе не менува ништо. Меѓутоа, врз основа на овој закон,
ние и претходно имаме врската да ги отстраниме дискриминаторските содржини во учебниците. Како што знаете, мислам и јавноста беше запознаена дека и во основното, и во средното, и во високото образование има содржини кои што дискриминираат цели групи граѓани. Цели книги имаше за тоа? Да. Не само ЛГБТ луѓето, меѓутоа и ромската заедница беше дискриминирана, беа дискриминирани жените, ако ви текнува со еден текст кој што нели велеше дека нели само здрави жени можат да бидат мајки и така натаму, и тие текстови, тие учебници беа повлечени. Меѓутоа, тоа што допрва ни престои и мора да се направи е една систематска ревизија на учебниците. Од аспект на еднаквост и недискриминација. Тоа е исто процес што се доцни, се повлекуваат два учебника, благодарение на представки од наша страна до Народниот правобранител, што Министерството за образование и наука ги прифати. Меѓутоа, не е доволно само еден пасус од учебник да се тргне, потребно е да се воведат содржини кои што ќе бидат еманципаторски, кои што ќе бидат афирмативни према човековите права на сите граѓани, содржини со кои што ќе се промовира разноликоста, содржини со кои што ќе се промовира родовата еднаквост, содржини со кои што децата од мали нозе ќе имаат можност да добијат едни демократски позитивни ставови во однос на човековите права. Подготвени ли сме како општество генерално земено со овој ментален склоп за ваков нов, да кажеме, предлог закон за заштита од дискриминација? И Драгана, ајде генерално земено, ова не е проблем, односно дискриминацијата кон одредена група не е проблем само од сега, е долги години наназад и вие се борите доста често. И во неформалниот разговор пред студиото напоминавме дека никако се добива впечаток дека се фаќаме само дали за ЛГБТ заедницата, при тоа заборавајќи дека се дискриминираат на пример и лицата со попреченост. Исто така тема што доста често сме ја третирале во отвореното студио. Значи, генерално земено, освен со новиот закон, како стоиме ние всушност во борбата и волјата, како и на институционално ниво, меѓутоа еви како граѓани, да напреднеме во тој однос, односно да не дискриминираме? Токму затоа се донесе овој закон, односно се инсистираше да се донесе унапредено законско решение, затоа што постоечкото законско решение не ја постигна целта. Односно, со постоечкиот закон за спречување и заштита од дискриминација не обезбедивме ефикасен и ефективен систем за заштита од дискриминација. Проблемите со спроведување на тој закон беа многобројни. Комисијата за заштита од дискриминација не само од наша страна, него и од страна на Европската унија, и од страна на секој комитет на Обединетите нации кој што известувал за Македонија, таа комисија беше оценета како непрофесионално тело и тело кое што не е објективно, односно не ги исполнува критериумите за тела на еднаквост, европските критериуми за тела на еднаквост. Така што беше неопходно да се донесе еден нов закон со кој што ќе се унапреди заштитата и превенцијата од дискриминација. Со законот се предвидуваат многу позитивни новини. Односно, Комисијата за заштита од дискриминација ќе има сосема нова институционална рамка во која што ќе функционира. Како што знаете, досега комисионерите не се вработени во комисијата, него хонорарно се ангажирани, зашто добиваат месечен хонорар од 2 просечни плати, за да отидат на еден состанок, при тоа доцнат со одговорите, а не утврдуваат дискриминација дури во очигледни школски примери на дискриминација. Од друга страна, како со законот исто така ќе се критериумите за избор на комисионери се многу построги. Односно се бара лицата да имаат конкретно соодветно образование и соодветно искуство во областа на човековите права и во областа на недискриминацијата, што не беше случај со постоечкото законско решение. Па затоа имавме луѓе и уште имаме луѓе што се во комисијата кои што немаат никакво образование од областа, од друга страна во јавноста се повеќе познати како дискриминатори кои што користеле говор на омраза кон различни категории луѓе, отколку како лица на еднаквоста и правдата во државата.
Исто така со законот има и многу други позитивни новини. Се доуредија основите за дискриминација, формите на дискриминација, се уреди сегрегацијата посебно како посебна форма на дискриминација, од која и како страдаат луѓето со попреченост, па и ромската заедница. И она што е исклучително важно, законот предвидува ослободување од судски такси за сите граѓани кои што ќе покренат судска постапка за заштита од бидејќи финансиските проблеми, односно биле честа причина финансиите да не се одлучат граѓаните да водат судски постапки, но да отстапиме простор, имаме гледач на линија. Добар ден, повелата. Ало, добар ден. Да, повелата, во програма сте. Поздрав до емисијата и до водителката. Сакам да ја прашам лично, од каде ја купивте блузата? Во ред, јас ќе бидам љубезна, ќе ви одговорам дека тоа е, мислам, мојата гардероба е од бутикот кој што ни е спонзор за да изгледаме вака како што изгледаме. А сега ќе ве замолам да се задржиме на темата. Кој од каде? Во ред, ќе ве замолам само да ако имате ќе ве побараме, ќе ве објасниме каде. Така да не шириме во етер. Дали имате до гостинката конкретно прашање? Не толку за темата, не се разбира многу, ма блузата многу ми се свиѓа. Добро, бутикот е Лиуџо се наоѓа во Рамстор. Ете така, ајде. Во ред, добро, продолжуваме Чаловски. Драгана, оно што така ми боди баш во очи е тоа што законот уште од јули се уште не е закажана седница на Комисијата за труд и социјална политика која што ќе треба да го образложува и да работи на овој закон. Меѓутоа, ме интересира како невладени организации, како луѓе кои што учествуваат во подготвувањето на текстовите, вие зар немате пристап до пратениците од опозицијата? Зар не разговарате не само со нив и со пратениците од ДУИ, бидејќи во јавноста и тие се обвинуваат дека го кочат законот? Сеедно, со кои луѓе се разговарате вие за подготовката на овој текст? Уште при подготовката на законот и пред законот да влезе во собрание, ние си ја завршивме работата. Односно, ги информиравме пратениците, сите пратеници ги информиравме за нашите барања да гласаат за законот и им ги предочивме предностите од овој закон. Имавме состанок и со ДУИ. На тој состанок ни кажаа дека ќе го поддржат законот, за после да испадне дека сепак не го поддржуваат. Се уште не знаеме дали го поддржуваат. Да, нели излегува Бујар Осман излезе нели во топ тема на ваша страна да каже дека ЛГБТ заедницата е спорна заедница, па после тоа по притисок од амбасадорите и застапување од наша страна се предомисли кажа дека ДУИ ќе го поддржи законот. Меѓутоа оваа негова изјава беше спротивно на тоа што нас ни беше кажано на состанок дека ќе го поддржат законот. Искрено со пратениците од опозицијата немаме некаков поблизок контакт. Зошто? Па најверојатно затоа што Ваша е вината или кај нив? Па најверојатно кај нив е вината. Кај нив е вината. Секако ние сакаме да соработуваме со сите пратеници затоа што ова е прашање од сечи интерес. На почетокот на 2018 година формиравме ЛГБТ интерпартиска група внатре во парламентот во кој што членуваат пратеници од различни политички партии. Тука има пратеници од ДУЕ, само пратеникот Бранко Мануиловски, меѓутоа има пратеници од СДСМ, од НСДП, од ЛДП, од ДОМ, во законодавниот дом. И има бивша пратеничка од ВМРО ДПМН, која што веќе не е во групата после откако беше протерана од партијата. Така што ние секако прашањето не е за соработка со опозицијата не е до нас, него како партија која што во изминатите 10 години работеше против ЛГБТ заедницата, против жените, ширеше мизогенија, ширеше хомофобија, не ги спроведуваше. Со овие тврдења партијата нема да се согласи со тоа што очигледно партијата не се постојано се бори против дискриминација. Така што они не ни оставаат простор да соработуваме затоа што нивните ставови се секако конзервативни. Ви велам нема да се согласат со вас. Не, па јасно е. Чаловски ќе дозволиш? Имаме гледач? Да, имаме гледач, се надевам дека сега ќе имаме прашање
прашање или коментар поврзан со темата. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете. Благодарам. Се јавувам од Берлин. Драго ни е, повелете, да, ве слушаме тука во студиото. Ја и покрај тоа што помина својот живот скоро во една демократска или така речено развиена европска земја, ја сепак сам една конзервативна личност. Така да, што потекнувам од таква средина, од Македонија, па би сакала да прашам гостинката, покрај многу, така речено, непрележани детски болести на плано на демократијата во Македонија, кај се наоѓа па и ова уште прашање да се човекот да го преокупираат или македонскиот народ. Би сакала да прашам гостинката каде ја гледа иднината на светот во овој закон. Дали ваквиот закон ќе го спаси светот? Овие личности, овие бракови, хомосексуални, од каде ќе добиваат пензија? Кој ќе работи за нивната пензија? Во ред, во интерес на времето, мислам дека имавте доволно простор. Горе-долу, кога разбравме вашето прашање или коментар, да, госпојата го поврза колку што разбрав прашањето со ЛГБТ заедницата и со нивните такви бракови, како вие сте го гледале и со новиот предлог за закон, светот таа го нарече, иднината на светот, можеби мислеше на Македонија, ако добро ја разбрав. Со законот, повторно ќе повторам, дека не се дозволуваат истополови бракови. Доволно кратко јасно мислам дека нема потреба понатаму да дискутираме. Значи со законот сите граѓани се штитат од дискриминација, а меѓу тие граѓани се и ЛГБТ луѓето. Така. Чалски, да треба полека да го привршувам овој разговор, ако имаш уште некоја прашање за крај и не би сакала само да го слушнам вашиот став по повод тоа дека пратеничката група од ВМРО ДПМН бара во суштина при изготвувањето на овој закон да се земат предвид ставовите на Македонската православна црква, на Исламската верска заедница, на Католичката црква, на Еврејската заедница и другите верски заедници, бидејќи семејствата кои што живеат во Македонија се традиционално поврзани со овие вери. Добро, првен не мислам дека верските заедници треба да учествуваат во донесување на одлуки поврзани со законодавството и политиките. Нели, тоа е принципот на една секуларна држава. Уставот кажува дека Македонија е секуларна. Тоа секуларизмот не е само на хартија, него тоа е уставен принцип што оневозможува законите и политиките да се носат под влијание на верата. Сепак, исто така е многу важно да се каже дека овој закон штити ЛГБТ луѓе од дискриминација. Ова не значи, ова на ниту еден начин не ги повредува правата на религиозните луѓе. Значи тоа што ќе обезбедиме заштита од дискриминација на еден геј маж, доколку, например, биде одбиен од здравствена услуга во здравство, тоа на ниту еден начин не ги загрозува правата на верниците, кои што нормално приватниот живот секој сам си го уредува и понатаму ќе си живеат како што си живеат досега. Така што е многу значајно да се истакне дека еден закон правата на луѓето се гарантираат за сите. Така што не може една заедница да биде изземена од овој закон, бидејќи меѓу другото и ние како општество треба да одлучиме накаде тераме. Нели? Ако сакаме да бидеме членка на Европската унија, ако сакаме да бидеме демократија, ако сакаме еднаквост, ако сакаме инклузија на сите, мора да го донесеме овој закон. А ако сакаме да продолжиме како досега, дискриминацијата генерира сиромаштија. Дискриминацијата генерира насилство. Дискриминацијата генерира нееднакви можности за учество во животот. Благодарение на дискриминацијата понатаму се појавуваат и други социјални проблеми кои што државата исто така ја коштат пари за да ги решава. Така што неопходно е да се донесе овој закон како сеопфатно законско решение кој што сите луѓе во сите области ги штити од дискриминација. Да, ова беше една убава поента за крај.
Драгана, ние ти благодариме за одвоеното време и секако гостувањето. Се обидовме, иако малку во пократки црти, да ги офатиме сите оние точки, да им расчистиме и малку повеќе доловиме на гледачите и граѓаните што се ќе содржи, а што се нема да содржи новиот предлог закон за заштита од дискриминација, па се надевам дека фамата малку по малку ќе се расчисти. Така што ние правиме сега тука кратка пауза и се враќаме назад со разговор за студиото и колегата Дијан Андоновиќ.